Здраво на сите, добре дојдовте во уште едно издание на Среќно семејство на Евана. Денеска 3 среќни семејства ќе си ги одмерат силите за 3 вредни парични награди од 1500 и 300 евра. Но пред да ги запознаеме, драги мои пријатели, знаете што следува? Оној дел каде што ве запознавам со моето стручно жири, кој што ќе се грижи за регуларноста на денешниот надпревар. Жири, може ли? Ајде да ви видам палчиња, сакам палчиња. Со мене се тука и моите среќни семејства, кои што ќе се надпреваруваат денеска. На позиција број 1 семејството Стојковски, кои што го сочинуваат Антонио, внукот Иван и Дарко, а се надпреваруваат во името на семејството Усовик, поточно за Горан, носителот на сметката. Каде е Горан? Горан од Охрид беше спречен да дојде на свадба е. А он, поздрав. Он се жени или? Не. Не. Роднина негови. Роднина негови? Да, честитки. Нека ме со среќа за многу години. Поздрав до Охрид, Поздрав до Охриѓани, точно така. Кај вас, вие од каде ни доаѓате? Од Скопје. Од Скопје. Која населба? Лисиче. Лисиче. Е комши. Да. Мислам комши. Јас сум аеродром, малце подалеку, Тука, ама сепак тука сме, да. иста општина. Подготвени ли сте за денеска? Да. Колку штедите електрична енергија? Па, доста. Доста. На кој начин? Па, исклучуваме светла. Се пази. Да, се пази. Пушташ машина за перење или? Па, Кажи, не е моја не е тоа моја работа. Така. Ви благодарам многу, ќе си направиме уште малце муабет подоцна. На позиција број 2, семејството Божиновски, Татјана и Мио. Синот Мио. Очигледно не. Како сте, добри? Добри. Од каде ми доаѓате вие? Од Куманово. Кумановци. Едни од моите најомилени луѓе. Работев таму неколку години и тоа е еден од најубавите периоди во мојот живот, мора да признам. Како е во Куманово животот сега? Добре. Добре, така добре. Може Мио да каже. Мио? Подобре. Подобре? Како ти идеја на страну на печалку, подобре. Така, се растерети малце. Ти нема да одиш на печалба? Сек за сек не. Сек за сек не. Ви посакувам многу среќа денеска, дајте се од себе, дека сепак само двајца сте, немате друга поддршка, јас ќе ви бидам цело време вашата морална поддршка. Најака поддршка. Така, и на позиција број 3, семејството Богдановски, кои што го сочинуваат Љубе, Маре и Филип. Како сте? Добро. Добро, од каде ми доаѓате вие? Ние доаѓаме од Скопје, а викендичката ни е во Ранковци и од таму сме избрани А, за... близко сте? Да. Тука сте, одлично. Игрателството на семејство. Многу ми е драго што одвоите време за да дојдете денеска тука во среќно семејство на Евана. Кој од вас дома најмногу штеди електрична енергија? Јас. Се знае. А очи така и се постави. Грешка. Он уклучува машина пега, ние мислим че така штеди. Така, ние не ни трошиме, не ни штедиме така. Тоа е тоа. Кој ви е омилен електричен апарат дома? Телевизор. Телевизорот? Да. Те претпоставам компјутерот. Нормално. Така. Маре? Машина за пега. Ај, миксерот. 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 Што правиш најчесто? Морам уште ова прашање да го поставам. Со миксер? Гладен сум, да. Да, тулумди. Ајде да го започнеме квизот затоа што готово. Почна да ми се врти, шекерот ми падна. Ви посакувам многу среќа. Значи, позиција број 1 Стојковски, позиција број 2 Божиновски и позиција број 3 Богдановски. Време е за нашата прва игра наречена Топка на среќа. Започнуваме. Антонио, подготвен ли си? Да, знаеш што треба да правиш, така. Јас ти посакувам многу среќа, повели на твојата позиција, само не јавно е топката. Не знам дали ќе ти издржи. Имаш 3 обиди да оствариш што поголем збир. Затоа, на мој знак 3, 2, 1, може слободно да маваш. Пади. Машала. Добри, имам и една шеска, имаш уште еден обид, гледај само и таа да летне натаму, зашто доколку отиде за това пулче, нема да броиме. Значи имаме 3, 9, 10, 13, 15. Антонио, одличен резултат. Може слободно да се вратиш на своето место. А јас го повикувам следното семејство да ми се придружи. Од друштво сум со Маре. Зашто не го... Татјана, леле, ете, добре, затоа си тука за да ме поправиш. А јас сум тука наводно да водам емисијата ми и да грешам. Да, подготвена си, така? Повели на својата позиција, имаш 3 шанси, 3 обида да оствариш што поголем резултат. Сега за сега Стојковски има постигнато 15. Гледај да биде повеќе од тоа, доколку можеш. Мавај слободно. Добре, ќе биде. Маша, не, слободно, не се секирај ти. Има 3. И имаш 3, имаш уште 2 шанси.
Така, силно. Сега имаме малце трик ситуација. Види, одлучи се, добре. Ова е едната, за жал, нема да броиме. Тука имаме сега едно правило, тоа е вака. 4, добре, 10, 13, 15, 17. Браво, Стања. Честитки, повели на својата позиција. А јас го повикувам представникот од семејството Богдановски да ми прави друштво. Маре, јасно ти е што треба да правиш, така? Да пукне еднаш, повели на твојата позиција, 3 обида. До сегашните резултати се 15 и 17. Гледај да оствариш ти, уште поголем резултат. На мој знак, 3, 2, 1. Твои се трите шанси, слободно марај. Машала, јас, не би се зезал со Маре. Ајде, Маре, уште 2 шанси, уште 2 коцки. Одлично. Да не ја чепкам јас коцката. И слободно последниот обид. Ајде, една шеска, петка, доволно. Близко, 11, 12, 14, 16. Златна средина. Честитки. Да го погледнеме, значи семејството Стојковски 15, Божиновски 17 и Богдановски 16 поени. Да го погледнеме и генералниот пласман. Стојковски 1 поен, Божиновски 3 поена и Богдановски 2 поена. Време е за нашата втора игра наречена Погодете на слепо. Дарк Иван се на своите позиции. Знаете што треба да правите, така? Подготвени сте, знам дека има дури тактики има спремно. Приеска ми кажа, не откриваш, брат, кјути си, повели да не за тебе овие научарите, смести ги, ја малце ги притиснам после, за нели да биде све регуларно, да видиме... Ете така, ќе те завртам 3 пати да знаеш, и то оставам после ти самиот да најдеш позицијата каде се топките. На мој знак, значи, почнувате. Знаеш дека не смеш, Иван, да мрдаш од позицијата, освен со телото. На мој знак, имате 60 секунди на располагање. 3, 2, 1, може! Така, убаво. Си почна, слушај го, Иван, неколку пати ти кажа... Фрлај, братче! А јас во меѓувреме, Антонио, ќе го прашам. Разбрав дека си учествувал и во други квизови, брат. Да. Во колку квиза до сега? Во 3. Браво. Се надевам дека среќа ќе ти донесем и ние. Значи, едно мало подсетување до сите наши гледачи. Сините топки носат 1 поен, жолтите 2, црвените 3 поена. Сега за сега играат на тактика жолто-црвено во боите на Македонија. Оп, за малце ти кидна, брат. Жал ми е. Ајде. Леле, и вие како македонско знаме е стварно. Појако малце. Малце појако. Не та. Има се тргна. Имате 14 секунди. Абе, прибире, брат, све прибиреј. Добро, фрлај. Ајде, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и тоа е тоа. Добре, ќе да видиме само резултатот. Не очекувам, тој до мене. Дојди тука до мене. Заедно, видиме. Извади научаните, добре, брат. Реков да не остана да седиш. И вашиот збир е... Машала, резултат 42. Браво! Одличен резултат, еден од подобрите, мора да признам, остави ми ги научарите тука, а јас сега го повикувам семејството Божиновски да завземе својата позиција. Татјана и Мио Божиновски на своите позиции. Знаеш што треба да правиш, да не ти повторувам, повели само да мести ги научарите. Мио, добра фаќа си? Да. Ке видим. До сега не е бегало ништо, Колку девојки до сега имаш фатено? Чекај само да те наместа малка, Татјана. Добре, да не те притискаат многу, чекај, сега мора и 3 пати да те завртам. Се надевам дека немаш проблеми со баланс. И сега најди кај те позицијата, на мој знак, значи имате 1 минута 60 секунди. Да, немаш гале све како што треба. 3, 2, 1, слободно. Мио, ти си тој што треба да наведува, слободно кажувај, лево, десно, појако, послабо. Се од тебе зависи. Опа, за малце. За малце ќе излезеше. Мио, дали и ти спремаше тактика некоја? Не. Чисто онака. Ајде, кумановци сега сигурно навиваат за вас. Цело Куманово е со вас. Слободно. Чекај, кратка пауза имате. Уште 30 секунди. Машала, до пола сте. Пази на нозете, само да те опоменам. Пред. Така. Чекај.
Татјана, очигледно ми те љутел нешто. Што ти го во глава гуди? Да, врати му, сега е моментот за се да му врати. Чекај малце. Чекај, буткај, брат. Буткај. Застани малку. Добре, 2-1. Супер, бевте. Одличен резултат. Повелете двајцата, можеш, Татјана, слободно да ги извадиш новчарите. Уа, машала, тешка е. Да видиме дали ќе имате подобар резултат од семејството Стојковски. Кој што победи тука? Кажи ми, без мама нигде не одам. И ја исто. Што би правиле без мајките, брат? 50, браво, супер резултат, честитки. Ова како да сакавте да се искупите од претходната игра. Се извинувам. Ќе го повикам семејството Богдановски да повели на сцената. Филип и Љубе на своите позиции. Маре будно ги следи од таму. Се знае кој е главен, така е. Аплауз за Маре. Знаете што треба да правите, повели намести ги научарите, после ќе се погрижам сви да виде регуларно. Не би се закачам со Филип, мада голем човек е. Така, ќе те завртам 3 пати. Еднаш, 2 пати, 3 пати, а Бога ми Љубе голем човек. Опа, се гледа. Ете така, најди позицијата твоја. Љубе, ти знаеш дека можеш да го водиш слободно што како треба да прави. Имате 60 секунди или 1 минута на располагање. На мој знак. 3, 2, 1. Може. Намака, лево. Лево. Фуле. Еј, сите, никој не ги сака сините топки. Мојата омилена боја никој не ја сака. Љубе, пази само со нозете да не мрдаш. Да, биди статичен со нозете. Башка, голем човек си, брат, можеш до него да стигнеш ако се испружиш. Путники надоле, путники. Ајде така, браво. Опа, Еј, дабл кош. Ајде така, ајде. Прв пат гледам вако нешто. Фрлај другите, таа топка. Ајде. Леле, Филип како машина си, бе, брат. Како машина. Ти си вежбал во Ранковце. Во викендичка си вежбал ти во Ранковце. Како иде? Ја не знам да ти помагам, за жал, па вие ја наполнивте. Ја наполнивте. Ја не знам што ќе правим. Ништо, пак е со брада, брат. Со брада. Пробај некој. Добре, на крај си. Еден. И тоа е тоа. Помени ме, молим те. Чекај да ти помогнам некако. Еве ги ваки овие. Добро, борава ти горе во режија. Опа. Зашто го викнав до мене? Да, вашиот резултат 51 поен за 1 подобар од второпласираните Божиновски. Можете слободно, спушти ги доле. Љубе, нека седат, ќе ги наместиме, после вратете се на вашата позиција. 42, 50 и 51. Време е да го погледнеме и генералниот пласман. Семејството Стојковски 2 поена, Божиновски 5 и Богдановски 5. Се води тесна борба помеѓу Божиновски и Богдановски. Има уште доста да се игра, но третата игра ќе го одлучи и ќе ги одлучи и нашите финалисти. Ништо не е готово, а време е за штедиме електрична енергија. Иван Стојковски на своето место. Знаеш дека имаш 9 светелки кои што треба да ги изгасиш за време од 60 секунди. Малце си ми разочаран. Те гледам некако не... ама сега ќе давам се од себе достоинствено да се простиме. Ете, така е. Чекај, ништо не е готово. Оваа игра ќе одлучи. Вајда. Слабо ми оди математика. Ајде, имаш 60 секунди на мој знак. 3, 2, 1. Може, брат. Ој, и одма почува без многу размислување со едни згасена на светилка како машина си. Браво, 2. Сега за сега, со ова темпо имаш добри шанси. Ајде не турочам. Ајде, уствари, тука ќе завршам мислата да не речеш Марко беше крив, многу збореше. И продолжам да зборам, приметувате, и се ја врати ова, прв пат го гледам до сега. Денеска има неколку интересни потези. Еве во помош, доаѓа, така, слободно, помогни, можам и ја да помогнам. Пази само да не ти врати со топка во глава, брат. Уште 2 сијалички и 30 секунди. Кај ме маваш, брат? Ајде, гледај да погодиш на правото место, брат. Не мора многу силно да мамаш, гледај да погодиш доле. Тоа за сите важи, да не речете дека само него му кажа. Уште една светилка. Ајде, 15 секунди. Ќе погодиш, јас знам дека ќе погодиш. Ќе погодиш. Пази да не се удриш тука, ајде. Ајде, брат. Сконцентрирано.
За една. Ако ништо друго, ме возбуди, брат. Срцево како ми лупа. Одличен резултат. 8 изгасени светилки. Повели мој слободно да се вратиш на своето место, а јас го очекувам нашиот сведен надпреварувач. Мио Божиновски, знаеш што треба да правиш, така? Да. Се ти е јасно. Ти посакувам многу среќа. Цело Куманово е за тебе. Дај се од себе. Чек на мој знак. 3, 2, 1. Може. 6. Кај денеска пут. Мио. Машала, брат, браво си. Си сплатиш ова што ти кажав и со среќа, брат? Ама не е до мене. Еве и Татјана дојде да му помогне. Абе, ја пак ќе кажам, не можеме без мамичка ние. Немој се надевам дека мајка ми ќе го гледа квизот да види колку ја фалам денеска. Здраво, мамо. Тука. Бра, уште една сијалички имаш, брат. Ајде та во средина. Обично тај ме најлесно на сите. Дај да не турачам. Ајде, многу зборам денеска. Празни муабети уште трп. Мио, честитки, секоја чест. Сите 9 светилки се изгасени, можеш да се врати слободно на твојата позиција и да видиме остануваат уште семејството Богдановски. Да видиме тие каков резултат ќе остварат. Богдановски, представниците се до мене. Филип, ме плаши татко ти. Се шалам. Тама дамата. Јасно ти што треба да правиш, така? На мој знак, 60 секунди имаш на располагање. 3, 2, 1, повели! Значи, семејството Стојковски имаш изгасено 8 светилки, Божиновски 9 и остануваат уште Богдановски. Да видиме што ќе направат. Они се во плюс затоа што и цело Ранковце и цело Скопје навива за нив. Дојдени се тука благодарение на викендичката во Ранковце. Љубе, како трнел Филип, ќе немаш потреба да собираш топки. Сега за сега, уште 2 светилки. Дали коцката ќе одлучи кај кого ќе отидат оние 3 поена. И имаш уште 30 секунди, брат мој, слободно да се опуштиш, релаксираш. Уште една... Браво! Браво! Љубе ми кажа, ракометар си бил на времето. Да, 20 секунди си бъде фактивно с ракомет. Си го пренел генот, мора да признам. Честитки, можете слободно, уствари чекајте. Вие останете тука, ќе го замолам представникот Мио или Татјана да дојде тука, затоа што треба да фрлиме срекна коцка, која што ќе одлучи кај кого ќе отидат оние 3 поена. Ти ге врфли, повели? Мио, повели за тебе една коцка. Значи, од тука фрламе на кежирито, пази љубе да не тудрат, на мој знак. 3, 2, 1, фрлајте, значи, поголемиот број ги освојува 3 поена. Богдановски, 3 поена. Не, мислам, мене ќе ми направиш. Можете слободно да се вратите на вашите позиции, да го погледнеме и генералниот пласман. Стојковски 3 поена, Божиновски 7 и Богдановски 8. Стојковски го освојувате 3-то место и 300 евра. Еден голем аплауз, а во финалето ќе се дружиме со Божиновски и Богдановски. Се враќаме за момент. Книгата секоја чита на свој начин. Претворете ја својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Финалистите се на своите позиции. За семејството Богдановски Љубе, за семејството Божиновски Мио. Знаете што треба да правите? Така, спортски подадена рака. Љубе, само пред да започнеме. 20 години активно си се занимавал со ракомет. За кој клуб само ме интересира? За многу. Сите скопски клуби. Сите, браво. Што повеќе од ова? Ви посакувам многу среќи на двајцата. Имате 3 минути на располагање да направите низа од 4 топки од вашата боја, вертикално, хоризонтално или пак дијагонално. На мој знак, може? 3, 2, добро. И може. Слободно. Фрлајте. Љубе, краток си ми. Ајде сега за сега. Во предност е Мио, полека Мио, да имате време. Ете така. Се договоривме, нели топката. Љубе, гледај да го затвориш. Сега мислам да не кажувам и за малце. Пресилно, Љубе. Не бе. Ракометар си бе, зашто така?
И ова, јуче да знаев дека ти и мислам дека имаме победник. Имаме победник, Мио. Што туку освои 1000 евра. Љубени, ти не треба да очајуваш 500 евра. Хлап во джепче, да сте живи и здрави, можете слободно да се вратите на вашите позиции, а за кратко ќе ви ги доделиме оние големи прекрасни чекови. А сега, драги гледачи, е време да погледнеме еден прилог од новата донација и новата книга од проектот Создади книга на Евана. Се враќаме веднаш по прилогот. Се наоѓаме во основното училиште Блаже Конески, каде што денеска се случи нешто многу убаво. А сега ќе дознаете и што. Ленче, повели. Проектот Создади книга се создаде еден прекрасен проект. Втората книга раскази со познати македонски млади автори кои што допринесуваат за македонската литература и творештво. Дел си од проектот Создади книга на Евана. Поточно втората книга раскази. Што за тебе значи овој проект и ти како го доживуваш? Ky projekt është shumë i rëndësishëm. Më pëlqeu shumë kur mora ftesën nga shtëpia botuese Tabernakull që të jem pjesë e edicionit të dytë të librave Rrëfime.mk apo projektit Evanës që është krijuar një libër. Ishte mëse i nevojshëm ky projekt, sidomos për autorët e ri të talentuar në Maqedoni, të cilët fatkeqësisht nuk kanë edhe mundësi shumë se ku të plasohen. Do me thënë, ky projekt njëkohësisht promovon autorët e ri, njëkohësisht promovon literaturën në Maqedoni, njëkohësisht shtyn të rinj që të lexojnë. Kështu që mendoj se iniciativat të tilla duhet të ketë edhe nga institucione tjera dhe i përgëzoj. Ги поканувам сите оние кои што не побарале електронска фактура тоа да го сторат. Така директно ќе помогне. Разбрав дека имаме и донација. Денеска се промовира и читалната, наменета за младата популација. Има цел точно книгата да ја доближи до нив. Овде ќе се одржуваат многу работилници, кои што се разбира ќе приближат книгата до сите оние кои што ја заборавиле или немаат навики тоа да го прават. Така, одлично, значи од денеска и со мене ќе се гледате во читалната, зашто наменета е баш за онакви како мене. И дојде оној момент кога ќе ги доделиме оние големи, прекрасни ваучери. А тоа најдобро го прави представникот на Евана Атанас Ковачевски. Мојот верен пријател. Како си? Супер. И кај мене супер, мора да признам. Добри. Ја мислам дека се помина. Третата игра до сега добри си. Најодлично. Да, стану имавме многу добри резултати. И тоа ме радува. Се надам дека во следните изданија ќе биде исто вака. Да, значи на третото место или 300 евра освојува семејството Стојковски. Повели Иван. Така. А мене кој напише така. Кажи ми како планираш да ги потрошиш парите? Па со оглед дека освоивме трето место 300 евра, ние сме тројца, ќе уплатиме некоја во мај понуда до Грција, таман да ни стигнат поевтина некоја. Дуго, а кај е тука, кај влегувам ја во цела во оваа комбинација? Па, да освојавме барем второ или трето ќе имаш за тебе вака. Нема вака дома во када. Да. Да си замислам дека су да. Фала ти многу, слободно можеш да се повлечеш назад. Второто место или 500 евра му припадна на семејството Богдановски. Голова представникот Маре. Повели. Со здравие да си ги трошиш. Фала, фала. И да ви донесат многу среќа. Како планираш да ги потрошиш парите? Па, ета машина за сушење, али што? Машина за сушење, али шта? Ако остане нешто, штедливи сијалички. Штедливи сијалички, мора да остане за тоа. А ако не остане? Па не знам са тие, ќе ја има. Ништо, кажи, они ќе се греват. Филип, кај мама сега. Точек има сигурно. Ќе има, вере, не може мајка да одоле, ќе ти даде некој дена.
И првото место им припадна на нашите гости од Куманово, семејството Божиновски или Татјана и Мио. Браво, Смио! Повели, земи го овој ваучер, насмеј се еднаш на камерата. Да, и не веќе таму, дојди поблиску да ми кажеш како ќе ги потрошиш парите. Парите ги... Ипак сме ние двајца, ќе ги поделиме на пола за еден добар одмор. Охо, супер. Тоа значи 70-30 одмазна, пак ќе кажа, мајка не може да одолее. Ќе ти даде поголем дел од парите. Повели, ви посакувам уште многу среќа. И ти ми кидната нас. Тоа е, па веќе кога ме оставија сам, значи дојде и времето кога треба да го одјавам денешното издание на Среќно семејство. Не заборавајте, се гледаме и следната недела со она хуманитарно издание. До тогаш, уживајте. Чао!